Се враќаме во студиото со нашите гости. Јосифовски неодамна председателот Пендаровски, а вчера и премиерот Заев, и двајцата пратија писмо до Вселенскиот патријарх Вартоломеј за од кого побараа признавање на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Повторно се чини дека се реактуализира ова прашање, некако беше месециве запоставено. Кажете ми, денеска Пендаровски, кога го прашале во однос на писмата, тој вели дека тоа не значи дека државата се меша во црковната власт и дека нема ниту една држава која не ја поддржува својата црква. Како гледате вие сега на овие барање на државниот врв за признавање на МПЦ? Па што да кажам, на прво место добро што дојда рекламите и што ја смири оваа реторика овде што се случи малце, пошто искрено да кажам, мене ми стана многу непријатно и многу ми е жал кога не само ние вака како говорници, него и ги изложуваме граѓаните на една ментална тортура во кој што секој збори се и се што без да имаме некаква цел. Јас и кога ја прифатив поканата за да дојдам во оваа емисија, очекував дека ние треба да дадеме некој совет или некој гледиште наше кон граѓаните со цел да укажеме на приликите и неприликите кои што ги прават луѓето кои што се во моментот на одредени позиции. Во контекст на ова што го спомнавте, јас ќе го задржам истиот тренд, повторно малтене да кажам критички. За мене е неприфатливо, например, и едното и другото писмо што го пуштија и премиерот и председателот до Вселенската патријаршија. Па прво и основно, например, тргнувам од правото, од секундарно тргнувам од тоа дека ние сите се залагаме за мултиетничко општество. Да не кажам сега малци повулгарно, на сите име полна устата со мултиетничноста, значи дека сме сите застапени и сето тоа. Трето и основно според мене, Македонија е секуларна држава. И тоа е точно дефинирано во Уставот. Од каде сега си дозволија адхок државните органи кои што се платени од парите на граѓаните да се мешаат во црквата. На крајот на краиштата, јас мислам дека Македонската православна црква има доволно капацитет собствен и тоа го прави со години и со векови наназад за да се избори за тоа што го бара. Дури обратно, мислам дека овие писма кои што се праќаат штетат можеби не во директната комуникација со патријаршијата, меѓутоа според мене штета за тоа што го намалуваат угледот на Македонската православна црква. Ако веќе требаше да се пратат одредени писма, тие требаше да бидат заедно со нашиот главар во Македонската православна црква. Значи не можеме да си дозволиме на тој начин да функционираме. Зошто сега ќе ме прашате? Па еве гледате, денеска имате изјава во кој што писмото од премиерот до Вселенската патријаршија е пратено во координација со црквата, а од друга страна искача владиката Тимотеј, кој што е воедно и подпарол, и кажува дека Светиот Синод не е координиран за оваа работа. Македонската православна црква не е координирана за оваа работа. А се оградува од сите лични комуникации кои што некој би можел да ги створи. И да се вратам на главното. Значи, црквата, религијата, по устав и по закон се одвоени од државата. Ако некој од постоечките функционери има желба да ја практикува, да ја негува собствената религија, со оглед на тоа дека се работи за мултиетнична влада и парламент, собрание и држава, тогаш тоа треба да го негува во рамките на собственото убедување. Според мене, овој чекор не штети многу, меѓутоа треба да биде поука и за премиерот и за председателот. Во иднина, ако сакаат да остварат во туѓо име или да дадат одредена поддршка и помош, тоа да го прават јавно и взаемно. На крајот на криштата, владиката е тој кој што ќе може да го побара. И уште за крај би сакал да напоменам дека малтене пошто сите денеска имаше и некој од државните органи кои што се занимаваат со религиите укажа нашиот пат за влез е отворен уште пред 3 години со потпишувањето на Преспанскиот договор. За влез каде? За влез во Вселенската патријаршија. Значи, од тој аспект гледано, значи сакам да кажам, да не прифатат како црква, значи сакам да кажам дека тоа што се случи со украинската црква, сите кажуваат изминативе години дека ќе се случи со македонската црква. Ќе остане дали ќе биде овој Божик или наредниот Божик. Меѓутоа факт е дека македонската православна црква ќе биде признаена.
како автокефално. Добро, вие сега зборувате од аспект на секуларноста, ние зборуваме сепак за црковниот проблем богојски кој е добро. Биде убаво Може би вака- ова што го зборува, да, така е во ред. Убаво е но вака да седиме на иста тука е маса. специфичен проблемот, да. Убаво е вака да седиме на иста маса социјалисти и конзервативци или десничари или левичари. Ја искрено да ви кажам, овој став не можам да го разберам кај социјалистиве, кај левичариве. Во Македонија во моментот се случува апархет, обид за апархет, на наметнување на волјата на малцинството врз мнозинството, односно наметнување на владата врз приватниот сектор, и тоа го врзува за етнички права, односно имаме директен случај на етничка дискриминација врз мнозинското население од страна на владата. И социјалистите се занимаваат со писмото на Пендаровски и Заев до Вселенскиот патриарх. Тоа е темата за Јас- која ќе разговараме, јас- не се занимавам. јас Вие, ако искрено ви сакате кажам- за таа тема ќе разговараме. Еве, дајте Искрено, почнеме да ваше- завршам, ве слушам. Да завршам. Пошто сте многу културен, оставете ме да завршам. Не, сега ме прозвавте. Сега Не, пошто сте левичар- многу и Па културен, да левичари нема, завршам. еден сум Не ли јас. беше непријатно многу што сме довикувале, после оставете да завршам. Ајде, Благодарам. Не само што го поздравувам писмото од Пендаровски и од Заев. Убаво е да испрати писмо и Мицковски. Убаво е да испратиме писмо сите од Македонија. До Вселенскиот патриарх, кој се нафати и прифати да се пројави како второстепен суд, во наводници кажано, на македонско-српскиот спор околу црквата. Еве вечера после ова емисија ќе одам на една од прославите за 1000 години Бигорски манастир. Мислам дека има шанси 2020 година да биде една од најисториските години во македонската историја, тоа е да доживееме признавање на возобновената Охридска архиепископија од страна на Вселенската црква и на тој начин ние покрај атрибутите на државноста да се здобиеме со уште еден силен атрибут на нашиот национален идентитет, бидејќи МПЦ е и текако значајна за нас македонците да продолжиме да екзистираме како посебен словенски ентитет на Балканот. Јас морам да кажам дека главниот мотив да го замрзнам моето членство во ВМРО ДПМ беше МПЦ. Кога бев на едно школување, кога прочитав дека ВМРО ДПМ, извршниот комитет преку професорката Василевска, мислам дека се викаше, ни порача дека МПЦ не е успешен комунистички проект, треба истата да се укине и треба да прифатиме юрисдикција на српскиот патриарх. Тоа толку мене ме повреди, бидејќи јас кога доаѓав во таа партија која беше Иванка во србокомунистите, нели од СДСМ, кога се зашел во таа партија 90-тите години, јас влегував во тој национални побуди и романтизам, македонската независност, македонската посебност, македонската црква. И дојдовме во ситуација, кога официјалната мнозинска опозициона партија во земјата да го оспори и да побара поништување на македонската православна црква. Поголемо национално предавство тоа. Јас не можев да си дозволам да го прави мојата партија. Се разбира после тоа, после пола сато тоа го замрзнав членството. Добро, но тоа сепак не е официјален став на МПЦ е подкрепата, духовниот лидер на обстојувањето на македонците на Балканот. И ние имаме уште поголема шанса. Вие бевте што ќе добиеме дополнителен како да кажам бостинг, дополнителна поддршка во Вселенската патријаршија со малку подлабоки корени од Охридска патријаршија, што лично ме изненадува, но ако се случат сите тие очекувања, јас ќе бидам горд што сум современик на овие историски моменти. Да, за добро, Македонија. само да појасниме за гледачите, бидејќи можеби не се сите толку едуцирани и не следат што се случува, дека ова вие што го зборувате ваш личен пример го кажувате, но сепак не е став на ВМРО ДПМН, да се разбереме. Така, значи искажано член на извршен комитет на ВМРО. Јас не сум ничи адвокат, меѓутоа Добро, не сепак дозволувам за да бидат гледачите изнесувани лаги без разлика за кого. Добро, не знам, ја не кажам дека се ВМРО лаги, само ДПМН кажам дека е никогаш негов не личен излегла пример. со ваков официјален
либерален став, како што овде се ампутира. Овде се искажуваат најразлични вистини, се навредуваат луѓе и така натаму, што е малку невкусно Добро, за мене. Ангеловски, ве молам, ајде вака, ајде за црковното за прашање. да разговараме за црковно. Прво, за да знаеме зошто се испратени писмата од Заев и од Пендаровски, Не кажете треба ми да прво знаете. за чекори, што мислите вие за самиот чекор? Дали е Дозволете, по правилна треба насока? прво да знаете дека на крајот на минатата година Васеленскиот патриарх испрати свој човек лично во владата на Заев и на разговори со Пендаровски. Значи тоа малкумина го знаат, треба да се знае тоа, за да сега знаеме од каде доаѓа до таа комуникација меѓу Заев и Пендаровски од една страна со Васеленскиот патриарх. Од друга страна, ние навистина сме секуларна држава, меѓутоа ние сме македонски народ кој имаме своја црква и проблемот на нашата црква го чувствуваме како свој собствен проблем. Јас верувам дека Заев и Пендаровски пишувајќи ги писмата, ги пишувале како припадници на македонскиот народ кој го чувствува проблемот со својата црква. И од тука не гледам ништо лошо во тоа, но гледам лошо во тоа како е напишано. Например, еве токму затоа, ако после 150 години некои други тројца седнат овде, наспроти водителот на некоја емисија, и го прочитаат документот кој го испрати господинот Пендаровски до Вартоломеј, токму тогаш ќе дојде до тие историски недоразбирања. Во чие име, за која црква, кој народ и која држава е испратено писмото. Ние сме сведоци дека никаде таму не пишува ниту народ, ниту држава, ниту црква, ниту ништо. Значи, затоа се пишува онака како што треба да се напише, се кажува онака како што е. Инаку, вака напишаното писмо, некаде после години, десетлетија или столетија, само ќе раѓа нови сомнежи, ќе создава нови недоразбирања и ќе им дозволува на пријателите на македонскиот народ да градат најразлични теории за македонското постоење или непостоење. Знаете кај и се сложуваме и не се сложуваме. Например, ја генерално ја прифаќам поддршката и ова што го кажа дури и Петар, дека може и секој индивидуално да се обрати. Но не можам да прифатам, ако ние сме дефинирани како држава, во која што живееме, во која имаме устав и поредок, некој да си земе во право во туѓо име. Да, во право сте, ако сакале и Заев и Пендаровски да испратат писмо, може да го направат тоа без епитетите кои што ги има насловот на тоа писмо. Значи, о собствено име и презиме, како граѓани, секој може загрижени за Македонската православна црква. Значи, тоа е многу битно да расчистиме. Значи, што правиме ако сега утре одредена група на луѓе во некоја хипотетичка ситуација побара од председателот на Република Македонија, кој што би можел да биде од друг етникум, некој друго признава. Значи, јас сакам да ви кажам, не случајно, сите држави во Европа, без исклучок, погледнете во Европа, ќе видите дека се секуларни држави, дека религијата, тоест црквата и државата се одвоени. Од таа не баш сите, ајде. Добро, од таа причина сакам да укажам, значи дека значи па добро, они се значи кога они добро може да се единствени, они се единствените кога даваат република. Кога даваат заклетва ја ставаат раката на Библијата. Не е тоа поента на уставот на Грција прашање. Да, значи сакам не е до Библијата прашање. Знаете што не разликувате? Знаеш што не разликувате? Вие не разликувате дека одбраната на Македонската православна црква не е и одбрана на Република Македонија. Значи тоа треба да само да ви докажам. Само на Република Македонија кажа, значи Македонската православна црква ги штити македонците христијани. Република Македонија е мултиетничка држава. Таа беше полна со вашите Ама исламската верска заедница во Македонија е исто така одбранбен механизам на македонската држава. Да, ама дали разбирате дека тие се посебни епитети, дека државата, вие одбивате да прифатите потребата од постоењето македонската црква. Но за нас верниците, христијаните, МПЦ е дел од мојот персонален интегритет, дури повеќе на моменти од други лични прашања. Не гледате. И верувајте дека овој став е навредлив за мене. Не гледате, вие сте грешка и како што ми викате дека не сум македонец и ме навредуваат бугарите, така вие се ме навредувате со ставот за македонската црква. Јас мојот став за македонската црква е мојот идентитет. Значи гледате, македонската црква. Јас живеам во духот на црквата.
Јас сакам да живеам во она што ми проповеда тоа слово во кое верувам. Заврши. Немојте така да Значи, прво не можеш да толку битна Добро, ајде да не мислам да малку Ајде да финиш. Чекај, Чекаме во тривијалности, да. Еден саток пример, Ритмово. за да ве наведам на вака. Кога се крева Разловечкото востание, го крева Поп Стојан и неговиот зет Димитар Поп Георгиев Беровски. Поп Стојан го продава имотот за да купи оружје и за да ги вооружа македонските востаници. Како пример да ви го кажам за македонската црква Вака, и кога- за кога- милетите. Добро, мислам Кога нарекувате но некој чисто дали е како пример, верник или не е да. верник, значи треба да имате во обзир дека во најмала рака барем можете да прашате за таа работа, дали некој е верник, е атеист, во која религија припаѓа и како не припаѓа. Ја не ги поднавредувам никој. Не, еве вие кажавте, вие Чувствувам потреба да се бранам кога сум јас навреден. Ама како вие викате, еве социјалдемократите, Ја не викам најголемите дека- социјалдемократи се секој многу често се сликаат со највисоките црковни, овакво и јавно покажуваат дека Се голем може. дел од социјалдемократите Во ред. веруваат Во ред. Во Па Македонија. очигледно со писмата докажуваат Да. дека Е, сега. и председателот и премиерот се верници. Да, значи, меѓутоа Значи, гледај, не- вие знаете што не Меѓутоа разликувате ставот македонската, дека гледајте. МПЦ не е важна. Вие Чекај да немате ви кажам. представа колку е за нас важна. Јас дружев со еден владика од дете, значи се познававме и тој Многу е човек важно за стана нас владика. МПЦ, Вие треба да односно имате општо наум црквата. дека македонската православна црква е на сите македонци, Збор на за сите тоа. христијани. Не е моја сигурност. Значи, меѓутоа, дали некој и на како го сите православни. православен, Не, така не, е. немам ништо Да. против тоа. Па јас не ве разбирам, зошто тогаш ги навредувате тие... Имам проблем со оспорување на легитимитетот да Па ви кажувам, македонските устав државни имате. власти се погрижат за исправање не на историска неправда. Но тоа е Каде уполуста што од вие политички причини е укината Охридската архиепископија. Таа не е укината црковно, политички е укината. дали разбирате со дека е политички акт на спротивно турската на држава. уставот? И сега ние имаме потреба секакупна поддршка на сите пријатели од целиот свет. Чувал Господ сега да го спориме легитимитетот знаете- на македонските председатели и премиери да се грижат за македонските институции. Нека се Па грижат макар по нека бидат и приватна религиозни. основа. Ние Не. имаме пријатели од Латинска Америка што лобираат за МПЦ. Значи тоа нема Немојте врска така, лобирање. како така. Значи гледате кај е разликата, што Немојте вакви, така. вакви како вас, Ја го излезат од прифаќам атеизмот. македонската, Ги прифаќам другите религии, ги Значи, почитувам 100%. дајте да расчистиме. И токму тоа што сме ние верници, ги почитуваме повеќе различните верници. Значи, вака да во расчистиме. другите вери. Вака да расчистиме. Меѓутоа нема да прифатам да се оспорува правото секој од нас македонец православен да се избори за рамноправниот статус на МПЦ во православната екумена. Така е. По секоја цена ќе се Така бориме. е, така е, И тука македонец. нема повлекување. Нема повлекување, се согласувам. Да. Меѓутоа знаете што е разликата? Што вие ја манипулирате македонската јавност. Зошто? Кога никогаш немате аргументи и факти да кажете нешто паметно, нешто добро, нешто кој што ќе биде во интерес на сите останати, вие ја користите или црквата или македонштината. А зашто не е ова паметно? Не, сега ви кажам, Ова- пошто а се против зацкрива. кого е ова? Не, вие се зацкривате. Не против Вие кого е зацкривате ова? вашата немок. Не против кого е ова што Пак кажав зар јас? има некој македонец што не ја почитува македонската православна црква? Кого импутирате Сега, вие? Немојте Еве да кажете ми, и кој пе е го тој еден? спорувате правото да се борат одредени македонци. Ало, па за тоа е вашата нејзиниот- манипулација, никој не го оспорува Немојте правото на индивидуален македонец, Значи, дури се сложив со атеизмот- Страшо, дека секој атеизмот има македонец свое место може во да историјата Значи, и во македонската немате историја. право, значи, Еве Изгледа зошто и сме религиозно. немале ниту држава, ниту црква, И затоа мора да што застанеме- двајца кои ќе седнат не можат да се согласат. Не е така, не е така. А Се не тројца убедуваме, или четворица. се убедуваме дека треба да застанеме сите, Сите. во одбрана на Тоа националните никој не го интереси. спореше. Сите православни македонци, Јас значи се не во- сите. Јас се Не возбудувам, мора јас се возбудувам за две прашања. Наметнување на Богоевски, оној кој не сака, не мора да застане. колективитетите врз индивидуалецот. Јас сакам секој од Сега држава да го има оправдуваш. однос само човек и република и држава и се вознемирувам на нападот на македонската државност и црквата. И тука никогаш нема да се повлечам од тоа. Всушност јас и како човек кој не само што го поддржал бугарскиот договор, него и активно учествував на уредување на односите меѓу Македонија и Бугарија. Реагирав жестоко во моментот кога почувствував дека бугарската официјална политика задира во државноста на мојата татковина. Јас не ве Тоа видов е- нигде во комисиите Тоа дека е не апсолутно, Ве молам да не се апсолутно да не се наудничаво и повторуваме непријатливо некако, да не се писа. повторуваме. Јас се извинувам, само. Да се вратиме на конкретни. Да, ќе се за токму тоа Сакам некако сакам. на Знаете што е? по-конкретни Зошто? работи, Зошто би прифатил да речеме ова се условно речени битка за колективни права на македонскиот народ за своја собствена црква.
И зошто им давам право и на Пендаровски и на Заев да се борат за тие и такви колективни? Затоа што не успеавме да создадеме граѓанска држава во која ќе биде важно правото на единката, затоа што токму со тоа, со етничката поделба која ја направија, се бараат колективни права. Дента, кога во оваа држава ќе сватиме дека граѓанските права се на прво место, тој ден може би ќе им го одземеме правото и на Заев и на Пендаровски да се залагаат за колективните права на македонскиот народ. Се додека сите други се залагаат за колективните права и ние македонците имаме право правото да се на вероисповед е залагаме. индивидуално човеково право. И На неприкосновено. нас ни го спречи, на некој го ограничува. Така. Има држава соседна Република Србија, односно нејзината официјална црква, која ми спречува на мене индивидуално човеково право. Да се крстам и да бидам православен. Само да резимираме. Не го признава моето венчавање немаме и дилема. моето крштевање. Ние сега И тоа ме навредува како човек, Сигурно. не само како колективите. Ремо, да. Значи, пазете сега, ние имаме гласноговорник, Петар Богоевски стана главниот одбранбен играч на Македонската православна црква, а само пред 4 часа излезе владиката Тимотеј и кажа дека нема координација. Значи, поентата на вашето прашање, да не биде злоупотребено, беше дали лица си прави пресови за дали црквата, председателот и премиерот требаше да го направат овој чекор или не. Според мене, црквата е автономна во тие. Туку за самиот чекор. Да, значи јас не го оправдав чекорот. Значи мислам дека Да не македонската влегуваме православна премногу веќе, мислам, во таа секуларност и во тоа прашање во ред, мислам дека не се секуларноста повторуваме. не е загрозена со тие писма. Ангеловски. Смешно се тврди дека е загрозена кажете ми, уставотворната категорија секуларна држава. Што Не е мислите во однос загрозена. на она барање што беше исто актуелно лани за МПЦ да добие признавање преку БПЦ како црква мајка, а МПЦ како црква ќерка, некако тоа како да повеќе не се зборува. Па, мислам дека не може ниту да се зборува, на сите им е јасно дека бугарската црква е ќерка на македонската, односно на Охридската архиепископија. И од тука е нелогично телето да биде мајка на кравата. Еве, ајде да бидам најгрубо да се изразам, и затоа најверојатно меѓутоа исто така, за да не се разбереме погрешно, ниту пак наша мајка може да биде Српската православна црква, затоа што и Српската или Печката патриаршија е воспоставена многу подоцна после Охридската. Од тука, јас лично не би сакал ниту да разговарам на таа тема. На крајот на краиштата, црквата ја прави народот внатре во својата душа и во верата кон Господа и кон собствената вера. Инаку, вие може колку сакаат цркви нас да не признаат. Нас може да не признае и Московската, и Киевската, и Вселенската патриаршија. Доколку во душите на македонците, доколку во душите на православните христијани исчезнала верата во Господа, исчезнала верата во православието, ние бадијало ќе биде признаени. Од тука, за мене е многу поважно верата да ја развиваме, да ја негуваме, да им ја всадуваме на нашите деца, на нашите внуци, отколку било кој признавање. Добро, Имам за ова прашање многу битен одговор. Да, ма имаме уште 5-6 минути до крајот. Ќе ви завршам многу Да, кратко. да. Маестрален потек на МПЦ беше барањето од БПЦ да се себе прогласи за мајка црква на МПЦ. Зошто? Бидејќи додовме до спор меѓу две признати цркви, меѓу БПЦ и СПЦ. На тој начин, само тогаш, согласно канонското право, Вселенскиот патриарх може да се прогласи за надлежен како второстепен орган и да ја преземи во своји раце македонското прашање. И дојдовме до спор, како не? И дојдовме до спор, токму така. И Вселенскиот патриарх го презе предметот во своји раце. Маестрален потек на македонските владици. Осуден во македонската јавност, јас го поддржав со аргументи за екзархијата, во обид да ги подкрепам владиците, да го проголта јавноста тој момент кој требаше да не го осетат властите во Белград, од кога ја завршивме работата така. Тие ја завршија, ние се трудевме да помагаме онака како да џамкаме од околу, да помагаме колку што можеме. Сега веќе работата е на второстепен орган и мислам дека ќе дојде моментот на таа општа македонска радост, кога конечно ќе добиеме официјално призната црква во Македонија. Да, добро, имаме уште 5 минути до крајот. Ајде, ве молам сите за еден така пократок одговор колку можете. Ангеловски, денеска имавме
една вест дека полицијата напиша казни за неносење кациги за премиерот Заев, министрите Филипче и за Љупчо Николовски. Дали ова го гледате како еден символичен почеток за владење на право и правда, без разлика за тоа за кого се работи? Во исто време, да го споиме, бидејќи веќе немаме време, денеска и опозицијата маршира на таа тема. Тие велат протест против сите неправди, рефанжизам и насилство. Дали, доколку гласно се насмеам на пишаните казни за Заев, Филипче и Љупчо Николовски, ќе биде доволен коментар. Добро, мислам дека е коментарот. Само кажете ми за протестите на опозицијата, како гледате на нив, дали се навремени, дали се во вистинско време, бидејќи малку е чудно опозицијата да протестира после избори. Инаку после избори кои само што ги изгуби. Значи, кога јас би бил лидер на опозицијата, би постапил поинаку. Меѓутоа, бидејќи во моментов сме дел од коалицијата за обнова на Македонија, ги прифаќам постапките кои ги презема ВМРО ДПМН, со тоа што Маак има свое мислење, го изразуваме токму преку колумните кои јас ги пишувам и мислам дека треба да се радикализираат не во смисла на фрлање со бекатон плочки, туку да се радикализираат во умот на македонскиот граѓанин, дека промените, правдата, правдината ни се многу попотребни од колку што ги имаме. Да, Јосифовски. Па, во контекст на казната, што рековте, дека тоа стварно не би коментирал, мислам дека е дегутантно. Тоа е во контекст на најавата на Заев дека овој мандат ќе биде мандат на правото и економијата, на правда и економија. Па добро, Заев улога на и Љупчо Николовски улога на пратеници се откажа од своите додатоци за патни трошоци, меѓутоа они излега од парламентот и тоа веќе не важи. Може би прашањето е новинарите што треба да прашаат дали се откажени од патните трошоци за во владата што ги има. Би требало и тоа, тоа на пример за мене би било лично чин дека стварно екзистираат на своите тврдења дека сакаме да бидеме честни, ќе се откажеме и од тие трошоци како премиери, како министри. Во контекст на ова друго што го кажавте во делот на опозицијата, тука би сакал само да напоменам дека опозицијата, ако нема идеја, во најмала рака може да учи од 2015-2014 година. Јас бев пратеник во мандат од 2014 до 2016 година, во која што една година шетавме по улици. Значи, 2,5 месеци седевме пред владата во шатори, заедно со Зоран Заев, со Стево Пендаровски, тогашни соборци наши, и уште илјадници други луѓе, кои што јас не знам каде се сега, што прават, пошто и јас сум на страна, да речем, од генералната политика и она што треба да се знае дека ако опозицијата сака да направи нешто, прво треба да се консолидира и да почне внатре во собрание да прави. Ние бевме 30 пратеници, толку ги пореметивме ВМРО во тој период, што не само бомбите на Заев, како што некој сака да си прикаже, него борбата беше колективна. Имаше некој што фрла бомби, ама имаше 30 души пратеници што седеа позади него. Не знам каде се сите. Ама имаше уште 300.000 граѓани други кои што се согласуваа со тој тип на политика и затоа се случи промената. Ако ВМРО има намера нешто да научи од таа овако, јас ќе им дадам бесплатен совет. Во најмала рака да се грижа за државата и да се бора за правата. Затоа што и ние кои што се боревме за одредени права, јас не гледам дека ги реализираме. Тоа го кажувам како сопствена критика кон себе првенствено и кон сите оние кои што се боревме во тој период за правна држава. Да, правна држава после 4 години не може да бъде. Немаме веќе време. Богоевски, молам завршна поента, ама навистина немаме време. Многу сум загрижен за загрозеноста на европската перспектива на Македонија од внатрешниот ворешен фактор. Воопшто не ме интересира казната на Заев и на Љупчо Николовски. Надворешниот фактор Бугарија и меморандумот и рамковната позиција е сериозен фактор. Се подценува, но сериозен е и ќе видиме за кратко време дека е многу сериозен. И тоа мораме да го разрешиме многу сериозно. А внатрешниот фактор е суспендирање на граѓанската држава. Од едно општество до сите дојдовме до едно општество против сите, каде што изјавата на Заев дека го повикува приватниот сектор да го поддржи мултиетничкиот карактер на земјата, или не знам, етничките права, де факто значи легитимирање на изјавите на господинот Груби и господинот лидерот на БЕСА, Билјал Касами, каде што де факто со предвогот на ДУИ и БЕСА
владеачката коалиција ја суспендира во корен Европска Македонија. Да, добро, ви благодарам на сите, на вистина ни истече времето. Ова беше уште една анализија на телевизија 24. Се разбира дека ќе ве поканиме, а вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма.